Сте влегле некогаш во аптека после 10 навечер? Сте били во аптека? Касно. Значи во аптека тоа време одат луѓе кои или се ептен на мака некоја, или сакаат да купат нешто, ама никој да не ги види. Значи се купуваат тестови за бременост, маст за интимни делови, кондоми со големина XXS. Океј, ја бев тој со кондомите. Мислам, добро, подобро да чуете од мене самиот, од колку аптекарот Панче да ви каже негде на улица. Мислам, кој признава, пола му се простува. Пред некој ден Панче ми се пофали дека и други познати пазареле кај него во аптека, па така Груевски дошол и барал околу 2 милиони апчиња заборавил. Сте ја гледале рекламата? Индикациите за леков вклучуваат заборавање што правела власта 10 години и упорно барање нови избори. Зоран Заев проаѓал во аптеката редовно после состаноците со Али Ахмети. Имено нарачувал маст за изгореници на плановите. Ставно му горе. Ѓорги Иванов пак слушнав дека не оди во обична. Не, Панче ми каже дека одел во билна аптека. Пустиот сам си ја менува земјата во саксијата. Наум Петрески пак секој ден доаѓал во аптека кај Панче и прашувал дали им ја стигнат новиот бридж со 17 жилети, затоа што обичниот не му врши работа. Па да кажеме, ние сме фанови на Наум Петрески во еден на еден и да си одите на концерт на Наум на 22 април во Метрополис Арена. Сите фанови на Наум, набавете си карти. Ова беше сегментот за Панче и аптеката.